Градоначалникот на Кисела Вода Орце Ѓоргиевски на барање на граѓаните го стопираше планот на претходната локална самоуправа за изградба на 99 згради во Расадник. Општината ќе објави меѓународен конкурс на која архитекти ќе може да достават предлог идејни решенија, пошто Комисијата за урбанизам ќе ги разгледа и ќе изработи нов детален урбанистички план. Стопиране почитувани планот за Расадник. Во истиот, комисијата констатира дека има 99 нови згради, нешто што го тврдевме и пред изборите. Па согласно барањата на граѓаните, заклучно со февруари, значи потенцирам заклучно со февруари, ќе биде објавен меѓународен конкурс за изработка на идејно решение за ДУП во Расадник, пошто најдоброто решение ќе го изберат токму граѓаните од Расадник. По изборот на идејното решение ќе се пристапи кон изработка на новиот детален урбанистички план за таму. Ѓоргиевски најави борба против урбаната мафија со формирање на партиципативно тело каде може да се пријават граѓани, невладини организации и стручна јавност. Рокот за пријавување истекува на 15 јануари, а целта е сите транспарентно да бидат вклучени во понатамошниот развој на општината. За да ја запреме урбаната мафија, потребна ми е и вашата помош. Ве повикувам сите да направите увид во урбанистичките планови и сите ваши забелешки, сугестии и предлози за измени, дополнувања или укинувања на цели или делови од плановите да не ги доставите во рок од 30 дена. Општината направила ревизија на 34 плана, меѓу кои и планот за Црниче, каде во зелениот појас била предвидена изградба на станбени куќи, планот за Припор, каде биле предвидени станбени згради, а ке се разгледува и планот за населбата Пржино.